Здраво! И добре дојде на новата епизода на мојот подкаст, во која што ќе зборувам за една приказна за стрелата и раната, односно ќе зборувам за што кога болката не доаѓа само од она што нам ни се случило, туку од она што правиме со неа. Еднаш, еден човек бил погоден од стрела. Болката била шокантна, ненадејна, многу силна. Но наместо да ја извади, да се преврзе, да ја исчисти раната и да почне да заздравува, тој почнал да се поставува прашања и да анализира. Кој ја испрати оваа стрела? Дали беше намерно? Што мислеше со тоа? Од кој правец дојде? Зошто токму мене ова ми се случи? Дали јас сум слабак што сум погоден? Што да правам со ова? И така натаму. Додека тој анализирал, се лутал и се обидувал да објасни и некако да ја даде смисла на таа болка, заборавил да ја извади. Односно стрелата останала внатре, со денови, со месеци, а често и заборавал дека таа воопште и тука присутна. Но и покрај тоа што тој заборавал, телото не заборава, па почнала да гнои и да станува болката хронична. И така, болката од стрелата станала помала од болката што тој самиот си ја создал со обидите да контролира, да разбере, да обвини, да предвиди, наместо да си дозволи заздравување. Зошто почнувам со оваа приказна? Почнувам со оваа приказна затоа што во животот ние многу често сме погодени од стрела. Некој ќе не повреди, дали тоа со збор или со некое дело. Некој ќе не предаде, партнерот ќе не разочара, пријателот нема да не разбере, шефот на работа ќе не навреди, ќе загубиме нешто, ќе загубиме некого. Но сите овие работи најчесто се онаа првата стрела, таа што е неизбежна, човечка. Луѓе сме и правиме грешки. Во било која кокреација со друг човек ќе постојат работи кои што ќе ги доживуваме како стрела. Некои од нив за жал и намерни, меѓутоа многу од нив и ненамерни. Некои можат да се спречат, но многу од нив не може да ги спречат. Сега, она што е многу важно и што е дел од личниот раст и развој, оно што често го гледам и на самата психотерапија, и со клиентите, на самите групни програми кои што постојат, најмногу на групните каде што знаеме и да споделиме и да дадеме фидбек едни на други, да раскажеме дека некако во тие групи често знаат да се отворат и кога еден ќе сподели една приказна, други уште 10 да споделат слична приказна во различен контекст кој што е таа стрела, таа неизбежна и човечка стрела, таа болка која што ја доживуваме од другите. Но втората стрела е таа што самите си ја вперуваме. И таа е потешка, пострашна, подолготрајна. Таа е таа каде што почнува да гнои веќе телото. Зошто? Затоа што таа доаѓа кога почнуваме да се обвинуваме себе си, кога ги анализираме до безсвест работите, зошто, што и како, и овој еден круг каде што знае да се заглави човекот, да не знае веќе како и да излезе. Ама зошто? И трагајќи по одговорот, кој што ќе ставам во заграда еден дисклеймер, важно е. Значајно ние, сакаме да знаеме зошто, ама не секогаш можеме да знаеме зошто. Не секогаш можеме да бидеме сигурни, освен ако не ни каже искрено другата страна. Можеме да прашаме ако ни тежи, можеме да пробаме да комуницираме, но не секогаш другата страна ќе ни го даде одговорот или пак не секогаш воопшто ќе имаме шанса да дознаеме нешто околу таа стрела. И тука доаѓа моментот во живееме што ако не се случеше тоа, што ако јас имав поинакво детство, што ако останавме заедно, што ако не ме изневереше, што ако ме разбереше, што ако каже вака, што ако кажеше поинаку, што ако јас бев поасертивна и поборбена и така натаму, но ние не можеме да го вратиме времето. И во тој момент кога сето тоа се случува како процес во кој што се заглавуваме како хрчак кој што трча по едно тркало, ние не дозволуваме раната да може да се смири, туку тоа е буквално како да ја држиме болката жива и секој ден одново и одново да ја чувствуваме, да ја раскажуваме, да
како да кажам, да реагираме на неа и да ја храниме, да ја подхрануваме. И наместо да го чистиме, нели, за гноеното, ние дополнително додаваме нови бактерии кои што само ќе влошат целата ситуација. И така страдањето во тој момент не е последица, туку почнува да станува избор. И ова ќе го повторам уште еднаш. Во тој момент кога ние ја држиме болката жива, страдањето станува избор, а не само последица. Тоа е како, например, не знам, чисто сакам да споделам неколку примери. Мајка што се чувствува виновна затоа што му викнала на своето дете. Првата стрела е момент на слабост, кога таа викнала. Но втората е каде што влегува во таа преголема анализа и почнува. Јас сум лоша мајка, јас ќе му го уништам детството, јас не сум доволно добра и така натаму. И ова станува толку големо, каде што се заборава контекстот, каде што се забораваат добрите работи, каде што буквално наместо таа мајка да застане и наместо да се извини, да се поврза со детето, да клекне, да каже извини, бев многу нервозна, многу сум преплавена, ова е моја одговорност, јас многу ми е криво што те викнав, не сакам и така, нели, да почне едно поврзување, еден разговор и да се на некој начин направи на скок од таа ситуација. Мајката знае да се повлече и да продолжи да живее во вина. Па да плаче, па да размислува, па да го тоа обмислува и особено ако се случат неколку работи или во, да речам, во полето, во незиниот контекст, во тој период од животот се случуваат повеќе работи, таа почнува да живее во вина. Или, например, во тој момент се случува да партнерот ти каже нешто што те боли и првата стрела е коментарот од партнерот, но втората стрела што се јавува и што е поболна и што гнои е, значи не ме сака, секогаш јас сум проблемот, повторно не ме гледа, за ништо не ме разбира, како ќе продолжиме заедно, и последиците се дистанца, гнев, лутина, длабока несигурност. И, например, еве истата таа жена оди на работа и најнаш добива критика од шефот и од колешката, и првата стрела е тој директен фидбек кој што го добила или критика, а втората е, никогаш нема да успеам, сите ме гледаат како неспособна, јас сум слаба и така натаму, и последицата од ова е силен перфекционизам, одбегнување и огромен стрес да се носи со работните задачи. И дури она кое што често и го забележуваме, наместо да го прими фидбекот, кој што знае да боли, многу да боли, и да го обработи, да се налути краток период или можеби да од тоа поле, од тоа место на критика земе поука, секако, нели, свесна да провери дали е неизино, дали не е неизино, дали е вистина, логички да размисли малку околу ситуацијата, наместо да излезе од тој круг и да рече, добро, јас ова можам да го подобрам, јас ова можам да го научам, и да едноставно научи како да се носи, нели, понатаму со оно кое што е и нејзина одговорност. Таа мајка останува во перфекционизам, во чувство дека не е доволно добра и почнува да ги гледа само слабостите и да работи на слабите страни, како една спротивност, нели, па на оние кои што па воопшто и не си ги гледаат маните. Но ако си ги прифатиме и овие работи, не значи дека одиме во другата поларност и спротивност, туку дека сме свесни за мерата како нешто што е многу важно во животот и гледаме да балансираме. Сега сакам да ти поставам неколку прашања да размислиш. Која беше последната стрела што те погоди? Тоа може да е некоја ситуација, некој збор или некој чувство. Како изгледала во таа ситуација твојата втора стрела? Односно, што правиш ти по настанот? Како го одржуваш страдањето? Значи, како јас го одржувам ова страдање? Која е разликата помеѓу болката и страдањето во мојот живот? И што би значило за мене да дозволам раната да заздрави без голема анализа и без вина? Дај си време да ги одговориш овие прашања, немој да брзаш, затоа што понекогаш повторно избрзуваме да застанеме на оно место кое што најмногу пецка и боли, а тоа е да бидеме искрени со себе и наместо да продолжиш да анализираш за некои други работи, застани и одговори на овие. Како изгледа твојата втора стрела? Затоа што токму таа втора стрела, кога ќе ја обработиш, ќе може многу полесно да се носиш во животот со првата стрела, без разлика од кој доаѓа. И на тој начин ќе дозволиш на таа рана побрзо да заздравува. Односно ќе ја откриеш, ќе дозволиш да има контакт со тебе, со кислород, така да кажем, и побрзо да се исуши. Сега,
тука може да се изведе една вежба, а тоа е вежба каде што ќе почнеш, тоа може да ја правиш во некоја тетрадка, нотес, мобилен или така натаму, каде што ќе си напишеш, стрелата што ме погоди беше таа и таа. Потоа, втората стрела што самата си ја вперив е таа и таа. И третиот дел е, денес, тука и сега, јас денес, тука и сега, одлучувам да дозволам раната да се затвори. Не затоа што не боли, туку затоа што заслужувам да се ослободам, да бидам слободна, слободен. И ова е една практична вежба која што може постојано да се прави во било која стрела што ќе се случи. Секако, некогаш ќе е потешко, но некогаш ќе е многу лесно. Со текот на времето, со текот на емоционалната зрелост и писменост, оваа вежба многу практично може да те поддржи во твоето патување на личниот раст и развој, меѓутоа општо во твоето секојдневие. Затоа што понекогаш личниот раст не изгледа како успех или како не знам каков нов почеток, голем и вртам нова страна и менувам се и така натаму, туку буквално тоа е еден тивок момент во кој што самата си даваш дозвола дека не мораш повеќе да се повредуваш за да докажеш дека си била повредена. Значи не мораш да патиш, да плачеш, да се обвинуваш, да се свиткуваш, да се смалуваш, да се омаловажуваш и така натаму, за да им докажеш и на себе и на другите дека ти си била повредена. Тоа е голема храброст и тоа е зрелост. Меѓутоа пред се тоа е љубовта кон себе која што ја имаш. И затоа доколку ова приказна те допре, секогаш запрашувај се, која втора стрела можеш денес да ја пуштиш да падне. Сподели ги го твоето искуство со мене на Инстаграм или пиши ми мејл и се надевам дека во наредната епизоди ќе може да слушнеш уште неколку интересни вакви приказни и поуки кои што ќе ти бидат поддршка на твојот раст.